Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате четвртиот дел од книгата Ахмадија муслимански џемаат, краток вовед. Оваа книга ја напишал Васим Ахмад. रूह की लज़्ज़त बनकर बरसा मौला तेरी ज़ात का नाम. Според овие објави, наветениот Месија, целата заедница Ахмадија, поради загубата на својот основач и соочена со сите видови на напад од страна на своите противници, била сведок на исполнувањето на првата и втората трајна манифестација на Божјата моќ, кога на 27. мај 1908 година, после неговата смрт за негов заменик, бил избран Хазрети Маулви Нурудин како халифатул Месих први, прв наследник на ветениот Месија. Поради тоа, 27. мај се памети и за секогаш ќе биде запаметен како историски ден во аналите на Ахмадија движењето во исламот. Како што е ветено дека втората манифестација на Божјата моќ за секогаш ќе остане со нас, верните следбеници на ветениот Месија алейхи селам, и покрај разните лаги и страдања, останале доследни на овој систем на халифати, кој го воспоставил ветениот Месија. После смртта на халифатул Месих први, на 13. март 1914 година, за халифатул Месих втори е избран Хазрети Мирза Башир уд-Дин Махмуд Ахмад, вториот наследник на ветениот Месија. Благодарност до Аллах Джелешануху, што на оваа Божја заедница и овозможил да ја види и третата, ветена манифестација на Божјата моќ, кога на 8. ноември 1965 година, после смртта на Хазрети Мирза Башир уд-Дин Махмуд Ахмад, за негов заменик бил избран Хазрети Мирза Насир Ахмад како халифатул Месих трети. Тој на тоа угледно место поминал 17 години и умрел на 8. јуни 1982 година, кога благодарение на втората трајна манифестација на Божјата моќ, на 10. јуни 1982 година бил избран Хазрети Мирза Тахир Ахмад за халифатул Месих четврти. Под негово водство, заедницата покажала свежи знаци на цврстина и сила. Тој умрел на 19. април 2003 година. За халифатул Месих петти тогаш е избран Хазрети Мирза Масрор Ахмад. भूल गए हम सारे मौसम याद रहा बरसात का नाम Денес заедницата Ахмадија му служи на исламот во повеќе од 170 земји во светот. Хазрети Мирза Масрор Ахмад е духовен, верски и административен водич на движењето. Ахмадија муслиманите во целиот свет се соединети како едно тело и имаат само еден водач и еден имам. Овој џемаат досега го превел и објавил честниот Куран на 57 јазици, а избрани изреки од честниот пратеник салаллаху алейхи веселем превел и објавил на повеќе од 100 јазици. Изградени се повеќе од 15.000 џамии низ целиот свет. Во Африка, овој џемаат отворил 373 училишта, 5 коледжи, 36 болници и секоја година овие бројки растат. Во овие установи можат да дојдат сите луѓе да се лечат и школуваат. Во 1989 година е прославена 100 годишнината од постоењето на овој џемаат, а во 2008 година ќе бидат 100 години од основањето на халифатот. Аллах Джелешануху во 1992 година на Ахмадија муслимански џемаат му подарил телевизија Muslim Television Ahmadiyya MTA, преку кој пораката на исламот се пренесува 24 часа дневно ширум светот. МТА пренесува програма на сите значајни јазици,
англиски, арапски, урду, бангле, индонезиски, германски, француски, турски, босански и така натаму. Од ова јасно се гледа дека Аллах Джелешануху го исполнил своето ветување, кое му го дал на Хазрети имам Мехди алейхи селам 100 години порано. Јас ке ја пренесам твојата порака низ сите краеви на светот. Јас ке сторам се да бидеш познат по почитување и честитост во сите земји на светот. Твоето име ке биде ценето, а твојата љубов всадена во срцата на луѓето. Кога ја примил оваа објава, тој ниту поседувал, ниту имал пристап до основни средства, со кои би можел да ја пренесе пораката во индиската провинција во која се наоѓа Кадијана. Денес неговата порака се пренесува ширум светот, а седишта на неговиот џемаат и негови наследници се наоѓаат во многу земји на земјината топка. Овој џемаат го опфаќаат муслимани, христијани, будисти, персијци, сики, евреи од Европа, Африка, Америка, Азија и Австралија. Ако тоа што ветениот Месија го проповеда не е Божја објава, зошто тогаш се исполнува? Зошто? Ако овој џемаат нема Божја помош, тогаш што е тоа воопшто? Туку што го прочитавте краткото представување на Ахмадија муслимански џемаат, во кој вистинитоста за џемаатот и фактот дека овој џемаат е од Бог ја докажавме со факти од честниот Куран и хадисите. Иднината на човештвото е во овој џемаат. Денес можеби ние се уште сме мали, но сигурно ќе дојде време кога мнозинството ќе стои под знамето на Ахмадија муслимански џемаат, под знамето на Исламот и Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Ние ве повикуваме да го чуете Божиот повик и да ја прифатите оваа порака. सारे मौसम याद रहा बरसात का नाम रूह की लज़्ज़त बनकर बरसा मौला. Иднината на Ахмадија муслиманскиот џемаат. Определба на Аллах Джелешануху била да основа заедница на верници, која ќе биде олицетворение на неговата величина и моќ. Тој ќе стори се, оваа заедница да се шири и напредува, да ја зацврсти Божјата љубов, праведност, чистина, почитување, мир и добра волја помеѓу луѓето. Тоа ќе биде група на луѓе, предадени на Бога. Тој ќе ги осили со својот личен дух, ќе ги благослови и очисти. Тој ќе го зголеми нивниот број како што ветил. Илјадници верни ќе им се придружат на неговите следбеници. Тој ќе се грижи за нив и ќе стори се таа заедница да се зголемува, така што на нивниот број и напредок ќе им завидува целиот свет. Заедницата ќе биде толку висок светилник, што ќе ги осветлува сите 4 страни на светот, а членовите на овој џемаат ќе бидат пример за исламската благодет. Моите искрени следбеници ќе се истакнуваат во однос на другите луѓе. Тие секогаш ќе се издигнуваат на другите до судниот ден. Тие ќе бидат Божји избраници во секој поглед. Така одредил се можниот, а тој го прави она што го сака. Текстот го напишал Хазрети Мирза Гулам Ахмад од Кадијана, ветениот Месија и имам Мехдија, 4 март 1889 година, во Лудихани, Индија. भूल गए हम सारे मौसम याद रहा बरसात का नाम याद रहा बरसात का नाम. Ова е последниот дел и книгата Ахмадија муслимански џемаат, краток вовед, е завршена. Еселаму алейкум.